Почитувани граѓани, почитувани новинари. Христијан Мицкоски цела 2022 година ги лажеше граѓаните. Под заложништво на Димитар Апасиев и Левица, Мицкоски лажеше за македонскиот јазик, ја плашеше јавноста со асимилација и бугаризација. Како шпицен градоначалник, Мицкоски лажеше за набавка на 100 еколошки автобуси за потребите на град Скопје. Оваа лага, почитувани, тој ја прошири со најава за отворање на фабрика за производство на електрични автобуси. Цитирам: "Со сите потенцијални снабдувачи се разговара и за отварање на фабрика во Скопје за производство на електрични автобуси и вработување на минимум 500 луѓе." Вака зборуваше Мицкоски во март оваа година на партиски настан. Исто како и 100 автобуси што ги нема, денес ја нема ниту фабриката што Мицкоски ја најавуваше. Почитувани, поради неспособноста на градската власт од ВМРО ДПМН, не функционира ниту постоечкиот јавен превоз. 2022 година покажа дека градоначалниците од ВМРО ДПМН се неспособни, а покажа и дека на Христијан Мицкоски не може да му се верува. Ви благодарам.